Редици по бензински пумпи нема, дизел има секаде и тоа доволно. Цената на горивата ќе паѓа за уште £1. Нема посериозни поскапувања на останатите производи. Иако нафтената криза на светско ниво се продлабочува, цената на нафтата рипа, состојбата во Македонија е стабилна. Мерката на владата за намалување на ДДВ-то ги дава посакуваните резултати. Во случај на влошување, владата е подготвена итно да преземе дополнителни мерки. И друг план имаме за следни чекори, доколку ескалира кризата. Цената на берзите на плац ФОП Италија и за премиум анлидит, односно премиум безоловен и за дизел 10% падна, се движат на таа цена утрово. Цените споредено со првите 5 дена од претходната недела, овие 5 дена, втор ден поред се пониски. Така што ако вака продолжат до петок, ние ќе имаме дури намалување во понеделник на цената на гориво. Македонија има и доволни количини на мазут. Состојбата со снабдувањето со овој енергенс кој игра голема улога во производството на струја е стабилна. Но, доколку има потреба, ќе се ослободат и државни резерви. Добивме информација и дека оние количини кои што требало да се повлечат на крајот од минатата година, кога беше прогласена кризната состојба, негде околу 3000 тони не се целосно повлечени, така што можеби ќе оживееме, би рекол, таа одлука да се повлечат тие количини, па потоа евентуално би оделе со нова одлука. За сега нема индикации дека поради новата цена на горивата ќе има драматично зголемување на останатите цени, односно поголема инфлација. Од владата ги очекуваат пресметките за да се преземат дополнителни чекори, но за сега нема потреба. Олеснителна околност за заштита на стандардот на граѓаните е и договореното дополнително намалување на големопродажната цена со ОКТА. До 6 април македонските граѓани ќе точат поевтин дизел од максимално одредената цена на регулаторна комисија, откако ОКТА одобри дополнителен попуст од уште £1 или вкупно 3 денари во следните 2 недели. Паралелно со намалувањето на ДДВ од 18% на 10%, обезбедивме дополнително намалување на цените за 6 до 7 денари по литар и спречивме ценовен шок на пазарот. Ова е пристап што дава резултат, со активна улога на државата и со заедничка одговорност со приватниот сектор да постигнеме заштита на животниот стандард и стабилноста на економијата. Во моментов на бензинските станици може да се забележи дека речиси секаде се продава нафта и бензин по пониска цена од одредената од регулаторната, вклучувајќи го попустот од ОКТА, а засега само на 1 до 2 бензински станици има и дополнителен попуст.